Граѓаните од југоистокот реагираат на јавниот оглас и процедурата за доделување ваучери за купување инвертер клими на Министерството за економија, кој од завчера е затворен. Според нив се одадените услови за аплицирање се фаворизираат граѓаните од Скопскиот регион, наспроти од останатите кои потребните документи мораат да ги праќаат по пошта. Нема логика. Уште во четвртокот и петокот имаше редици колони во Скопје пред Министерството за економија за аплицирање и дека илјадници аплицирале. Јас на третиот ден од огласот во понеделник отидов да заверам изјава пред нотар за да аплицирам, планирајќи во вторникот да ги испратам по пошта, кога протече информацијата дека Министерството за економија го повлече огласот заради голем број пријави. Од Министерството за економија не одговорија колку апликации има од југоистокот или одделно од останатите плански региони. Соопшти дека вкупно пристигнале 10.000 барања за ваучери, а две комисии ќе го изготват финалниот извештај и списокот, кој ќе биде поделен на два дела. Првиот за Пелагониско-југозападниот регион, а вториот за останатите 6 плански региони. Предвидени се 4.000 ваучери во висина од 25.000 денари во бруто износ за домаќинствата од Пелагонискиот и Југозападниот, додека за Скопскиот, Источниот, Југоисточниот, Североисточниот, Вардарскиот и Полошкиот ќе се доделат 4.702 ваучери кои треба да добијат по 23.000 денари бруто, информираа Министерството. Струмица важи за еден од најзагадените градови оваа зима. Сите експерти бараат да има промена на грените тела, односно да се заменат огремните дрва кои во пракса се користат влажни и испуштаат огромни количини на PM10 честички. Потегнување на мерки од страна на државата, потегнување мерки од страна на општината, пред се поврзани со субвенцирирање на домаќинствата да се префрлат на друг вид на загревање на домовите. Значи од дрво во некој друг енергенс. Исто така имаме проблеми со големата концентрација на влага во дрвата, кај што според научните истражувања поголемата концентрација на влага дава 4 до 5 пати повисоки концентрации на PM честички во воздухот. Денови еколошкото друштво Планетум од Струмица со подршка на Шведска почна да имплементира проект со кој младите ќе изработат интерактивна мапа со можни загадувачи во Струмица, при што ќе бидат доделени 8 мобилни детектори и дрон за откривање на лица кои испуштаат огромни количини PM10 честички.